Тема на ова ново видео интервју на телевизија Република се евроинтеграциите. Македонија е земја кандидат за членство во Европската Унија и очекува почеток на преговорите за членство, односно почеток на втората фаза од стабилизацијата и асоциацијата во Европската Унија. На предната фаза во процесот на пристапување е добивањето датум за почеток на преговорите. Оваа година е изборна година во Европската Унија за Европскиот парламент. Се очекува и нов состав на Европската комисија до половина на оваа година со Советот на Европа председава Грција, а од јули кормилото го презема Италија. Во такви едни услови треба да се разгледа до каде се македонските интеграции и што може да се очекува од нив. Со мене во студиото е Јован Андоновски, државен секретар во Секретаријатот за европски прашања. Добар ден и добре дојдовте во телевизија Република. Како што реков, истекува првиот квартал од 2014 година, со тоа и половина од мандатот на Грција со председавањето со Европскиот совет, па што може да се очекува на полето на евроинтеграциите? Добар ден и да ви се заблагодарам за укажаната можност да бидам гостин во вашата емисија. Направивте доста солидно резиме на тоа што можеме да очекуваме во тековната 2014 година. Европската Унија би рекол дека оваа година многу повеќе ќе се занимава самата со себе, имајќи ги предвид приоритетите и предизвиците кои што стојат пред неа. Во моментов председава Грција со Европскиот совет, земја која што за прв пат после подолг временски период го изостави процесот на проширување како еден од приоритетите во својата евроагенда. Дополнително, наскоро очекуваме избори за нови членови на Европскиот парламент, што секако може да биде и известна пресвртница во генералната политика која што ја креира Европската Унија. Потоа ќе следува нов состав на Европската комисија и тука распределбата на колачот, односно на позициите, најмногу ќе зависи од тоа каков ќе биде исходот на изборите за Европскиот парламент. До сега можевме да забележиме сериозна наклонетост на моменталната гарнитура на членови на Европскиот парламент и на Европската комисија за самиот процес на проширување и искрено се надевам дека тоа ќе биде случај во наредниот период. Секако, на овие три споменати приоритети и активности треба да се надополнат и предизвиците на Европската Унија во делот на справувањето со глобалната финансиска криза, која исто така нема да финализира во календарската 2014 година, а секако влијае на клучните одлуки на Европската Унија, особено во делот на проширувањето. И секако не треба да се занемарат безбедносните ризици. Знаеме дека во последниве 2-3 години имаме серија на предизвици во европското соседство, Медитеранот, случувањата во северноафричките држави, Блискиот исток, Сирија и се разбира од понов датум Украина. Токму овие 2-3 предизвици ќе бидат клучен момент во тоа што ќе биде приоритет во агендата на Европската Унија во 2014 година. Се разбира, сите земји членки едногласно потврдуваат дека сакаат да ја видат Европа интегрирана и секоја земја од Западниот Балкан, вклучително и Република Македонија како дел од неа. Ја споменавте економијата и проширувањето кое што во текот на председавањето на Грција со Европскиот совет изостана од агендата, па следен што ќе го преземе кормилото, како што реков, е Рим, односно Италија. Италија исто така не стои баш најдобро во полето на излегување од кризата, се гледа и таму дека има политички потреси и смена на раководствата и на владата. Може ли да се очекува дека и Италија ќе продолжи со тоа што би рекол проширувањето да не биде приоритет во нејзината агенда? Или пак може би обратно? Согласно информациите со кои што располагаме до овој момент, убедени сме дека Италија ќе го врати проширувањето на агендата. Секако, дури и да изостане од формален аспект во 5 приоритети кои што секоја земја председава што се ги поставува пред себе, сепак уште сум оптимист дека ќе има зголемен и дополнителен ангажман на страна на Италија по однос на ова прашање.
Таа исто така има интерес да Балканот биде стабилен, да се интегрира во Европската Унија и да биде држава која што ќе даде дополнителен придонес во тој правец. Македонија очекува одлуката за почеток на втората фаза од процесот на стабилизација и асоциација, додека по пети пат Унијата не ја испочитува препораката од Европската комисија, тече процесот на пристапниот диалог на високо ниво. Па до каде е тој процес? Така. За жал, пета година поред, Република Македонија не е во можност да ги започне преговорите со Европската Унија, кои што треба да го означат финалниот процес кон полноправно членство. Она што од една страна радува е дека Европската комисија и нејзините служби верификуваат она што е сработено во Република Македонија, односно потврдуваат дека Република Македонија целосно се согласува со спогодбата за стабилизација и асоциација, работи интензивно на исполнување на политичките и економските критериуми, работи интензивно на исполнување на врските од сите поглавја на преговори и успева успешно да се справува со сите предизвици на процесот на европска интеграција, вклучително и во делот со согласување со правото на Европската Унија. Од политички аспект, наидуваме на една бариера, од нам добро познати причини, но тоа воопшто не е фактор кој што влијае разочарувачки, затоа што преку 90% од граѓаните на Република Македонија недвосмислено сакаат да видат Република Македонија како членка на Европската Унија. Тука, сите политички елити го наоѓаат дополнителниот мотив зошто треба да продолжат со несмален интензитет во правец на пристапување на Република Македонија во Европската Унија. Пристапниот диалог на високо ниво е инструмент кој што го воспостави Европската комисија како алатка која што треба да помогне дополнително да се забрза процесот на реформи во Република Македонија, кои што ќе значат исполнување на условите неопходни за пристапување во членство во Европската Унија. Тоа секако не е субститут, не е замена за самиот процес на преговори. Ние како Република Македонија инсистираме да добиеме преговори формални, кои што ќе значат отварање и затварање на сите поглавја на преговори. Но недвосмислено, како инструмент помага да Република Македонија во фокусот го задржи вниманието процесот на европска интеграција. Кога ќе се споменат евроинтеграциите и придобивките од интегративните процеси до сега, за граѓаните има два моменти. Тоа е визната либерализација и економијата. Па, ајде прво да ја разгледаме придобивката слободно движење преку граничните премини. Така. После долг временски период, владата на Република Македонија успеа да го исполни едно од најголемите очекувања на граѓаните на Република Македонија и да овозможи визна либерализација. За да можеме повторно, како граѓани на Република Македонија, достоинствено да патуваме во земјите членки на Европската Унија. Тој процес не зависеше само од политичка одлука. Тоа значеше многу работа, многу голем ангажман, пред се за Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи и Секретаријатот за европски прашања. Откако Европската Унија констатира дека Република Македонија ги исполнила сите неопходни претпоставки, следуваше политичката одлука и доделувањето на визната либерализација. Она што морам да кажам, дека од 2009 година, декември, кога Република Македонија доби визната либерализација, се соочивме со низа предизвици, не само ние, туку и останатите земји од регионот, но успеавме доста успешно и на политички и на административен план да се справиме со предизвикот од лажните баратели на азил и Република Македонија го премости ризикот, сега се наоѓа во една сигурна зона. Што не значи дека нема повторно да има циклични појави на злоупотреба на визната либерализација, но сепак имаме доста научени лекции кои што ни гарантираат дека Република Македонија ќе може понатаму да ја ужива визната либерализација и покрај одлуката на Европската Унија за воведување на времен инструмент за стопирање на визната либерализација. Кога ги напоменав двата моменти кои се најбитни од процесот за интеграција на македонските граѓани, тоа беше као вториот чекор беше економијата. Колку овој процес, колку овие реформи влијаат на економското поле? Така. Перцепцијата која што странските инвеститори
ја градат за една дестинација е во голем степен заснувана и на тоа докаде е државата во процесот на европските и евроатлантските интеграции. Иако де факто Република Македонија не ги има започнато преговорите со Европската унија, сепак самиот факт што Република Македонија е земја кандидат за членство и што добива неколку години поред позитивен извештај од Европската комисија е доволен гарант за потенцијалните инвеститори да ја перцепираат Република Македонија како сигурно место за нивната инвестиција. Она што забележуваме е дека трендот на инвестиции во последните години и покрај сериозниот предизвик од глобалната финансиска криза е доста позитивен и нагоре. Ние како влада на Република Македонија и Секретаријатот за европски прашања сме доста фокусирани на оваа компонента во процесот на европска интеграција, пред се преку усогласувањето на нашето примарно и секундарно законодавство со правото на Европската унија. Поточно, секоја година десетици закони и подзаконски акти кои што ги усвојува нашата влада или собрание се со европско знаменце, но во директна корелација со економските политики на Европската унија. Тука можем да набројам и серија на примери, како на пример политиките на усогласување во делот на финансиското работење, независноста на пазарот во делот на финансиите, регулаторните тела, агенции кои што регулираат значајни компоненти и делови од економскиот пазар, принципот на конкурентност на економските оператори, потоа усогласувањето на пазарот на трудот со реалната потреба на работна сила и значителен други делови од европските интеграции се поврзани со економските политики во Република Македонија и со Европската унија. На сето тоа треба да се додадат и останати сегменти од процесот на европска интеграција, како на пример реформата на јавната администрација, кој што е доста актуелно прашање, особено во последните 3-4 години. Морам да споменам дека Република Македонија стана првата земја во регионот која што започна да води специјален диалог со Европската унија во делот на реформа на јавна администрација. И тоа значително помогна да ги научиме најдобрите практики од Европската унија и интензивно работиме на нивно применување дома. Како крајен резултат на усогласувањето во делот на јавната администрација беа донесени серија на закони и подзаконски акти кои што треба да помогнат да се воспостават определени стандарди и принципи, како што се, например, ефикасност, економичност, воспоставување на систем на кариера, отчетност на администрацијата и приближување на услугите кон граѓанинот. Евидентни се примерите, особено во некои институции, како што се, например, Централниот регистар, Катастарот, Управата за земјни приходи и други, каде што со самите реформи кои што се спроведува во администрацијата, бизнис заедницата ги препознава тие активности и се позасилено настапува на пазарот, како домашната економија, така и странската економија. Постојат и други дополнителни активности, како што се, например, реформите во судството, кои што исто така треба да воведат, да значат воспоставување на определени стандарди, независност, транспарентност, ефикасност, кое што секако е директно поврзано и со правната сигурност за економските оператори. Кога се споменат сите овие реформи и воопшто како зборот реформи, се има впечаток дека работата не е завршена и покрај нели сите укажувања на европските представници дека всушност реформи е процес, реформата е процес во кој што се наоѓа и самата Европска Унија и тој процес никогаш не застанува. И треба постојано нели да се следи и усогласува тоа европско законодавство со домашното. Затоа постои и националната програма за усвојување на правото на Европската Унија. Што тоа значи, до каде е? Секоја година по добивањето на извештајот од Европската комисија, нашите административни служби работат една гап анализа каде што ги маркираме сите препораки на Европската комисија во делот на политичките, економските критериуми и сите поглавја на преговори. Откако ќе се направи таа анализа, владините институции на централно ниво, координирани од страна на Секретаријатот за европски прашања, изработуваат националната програма за усвојување на правото на Европската унија како годишен акцијски план за усогласување на домашното законодавство со законодавството на Европската унија.
Во основа, националната програма се состои од 3 сегменти. Првиот сегмент се однесува на усогласувањето на законите, вториот на усогласувањето на подзаконските акти, односно разработка на веќе донесените закони и нивна конкретна имплементација. И третиот сегмент се однесува на усогласување со политиките на Европската унија. Само во изминативе 3 години, Владата на Република Македонија и Собранието имаат усвоено преку 100 закони со европски предзнак и приближно 450 подзаконски акти кои што значат директна операционализација на правото на Европска унија во Република Македонија. Како инструмент се покажува недвосмислено еден од најдобрите, затоа што дава принцип на следливост и отчетност, а за таа цел Секретаријатот за европски прашања на секоја втора седница на Владата на Република Македонија реферира за степенот на реализација на обврските. Исто така, базирано на овие извештаи, ја информираме Европската комисија и земјите членки за тоа докаде е Република Македонија на годишно ниво во делот на реализација на активностите. Колку мине се вклучени во целиот тој процес? Станува збор за прилично голема структура. Таа е пирамидално поставена, ќе се обидам малку сликовито да ја објаснам. На врвот на пирамидата се наоѓа работниот комитет за европски интеграции, кој што го води заменик претседателот на владата задолжен за европски прашања. И таму членуваат сите државни секретари и раководители на сектори за Европска унија во сите институции на централно ниво. Потоа, следен во хиерархијата е подкомитетот за евроинтеграции, кој што го води државниот секретар за европски прашања и во него членуваат сите раководители на работни групи од 35 поглавја на преговори. И на дното на пирамидата се наоѓа таа оперативна структура, каде што се 35 работни групи и околу 110 подгрупи. Севкупно, на дневна основа, во Република Македонија работат околу 900 експерти од администрацијата на прашањата поврзани со европската интеграција. Станува збор за една голема структура, која што веќе 4-5 години интензивно работи и која што е спремна да го дочека денот на преговори да се трансформира во една преговарачка структура која потоа ќе го води сигурно процесот на европска интеграција. Сето тоа, секако, доколку Европскиот совет ја послуша Европската комисија и односно препораките кои што таа ги дава на годишно ниво, позитивните оценки и препораката за определување датум за почеток на тие преговори. Јас ви благодарам на учеството во телевизија Република. Повторно ќе ве поканам кога ќе дојде Италија, кога ќе преземе раководството со Унијата. Со задоволство. Благодарам.